По повод Меѓународниот ден на науката денеска во просториите на Бизнис Академијата Смилевски се одржа форум за науката и бизнисот на тема меѓузависноста на влијателните фактори во процесот на обезбедување одржлива компаниска конкурентност. Председателот на Наставно-научниот совет на БАС, професор и домаќин на форумот Цветко Смилевски, ги посочи мотивите за оваа тема. Бидејќи главен фокус кај нас е конкурентноста и оваа година се фокусираме на тоа што науката може да понуди во развојот на бизнисот, од друга страна што бизнисот чувствува како потреба тоа да го добие, бидејќи ако не чувствува потреба, не може да насила ништо да направи. Така што луѓе во кои што ни се тука говорници се разни аспекти кои што покриваат на тоа прашање и со учесниците ќе споделиме мислење за тоа што можеме заеднички да направиме. Професор доктор Живан Живковиќ од Универзитетот во Белград на денешниот форум зборуваше за развојот и значењето на свот моделите, за приоритизирање и стратегии и ја истакна важноста на овие анализи за отпочнувањето и развојот на компаниите. По дефиниции стратегија подразумева дефинисање, путање кретања. По дефиниција, стратегијата подразбира дефинирање на насоченоста на компаниите, без разлика дали станува збор за мали или големи, државни или приватни организации, низ просторот и времето во променливо обкружување за најкраток период од 10 години. Иднината на компаниите во посткомунистичките и земјите од поранешна Југославија во основата е поседувањето на знаење и вештини, кои исто така ги имаат конкурентските компании. А денешниот пазар е гладиаторска арена во која се води битка помеѓу силните и слабите. За да бидат компаниите успешни и конкурентни, првиот и основен елемент кој мора да се знае е начинот на работење. Центрите за развој на планските региони исто така имаат влијание врз одржливата компаниска конкурентност. За една компанија да биде конкурентна треба да е, условно се изразам, во тренд со она што се случува во низиниот сектор и во таа смисла треба да е отворена за иновативни решенија, нови пристапи, развој на нови производи. Сето тоа бара, се разбира, поддршка како финансиска, така и со знаење и токму во тој сегмент Центарот за развој наоѓа својата улога, односно служи како алка, како еден мост на поврзување на потребите и идеите на бизнис секторот со она што е достапно како можност за финансирање и за пренесување на знаење и експертиза. На форумот зеде учество и Гордана Балтовска, член на управниот одбор на Стопанска банка Битола, Горан Антевски, директор на Раде Кончар Скопје, Дражен Конески, консултант и поранешен директор за продажба и маркетинг.